Добро дојде во студио за Алберт Муслију, Петар Арсовски, политички аналитичари. Денеска е прилично тензично. Сашка Цветковска, нашиот репортер, се додека ја правиме оваа дебата, јавува дека е застрашувачка ситуацијата, наликува на бојно поле помеѓу демонстрантите и полицајците. Веќе има двајца полицајци, како вели таа, повредени, можно е да има и повеќе. Кој е вашиот коментар, само да појаснам околу демонстрантите, дека се работи за луѓе кои се незадоволни од судската пресуда на Монструм, на убиците, масакрот кој се случи за Кесмилковско езеро. Вашиот коментар, ве молам. Можеме од вас да почнеме, господин Муслију. Значи, треба да направиме дистинкција зашто протестираат тие кои се профилираат, тие сигурно денеска, нели, веднаш после или за време на случувањето не може да знаеме што баш се случувало. Но во секој случај, бар според најавите, тие реагираат на тие дамки или сенки кои остана во целиот процес со рефератот, нели, или со говорот на јавниот обвинител и со начинот на кој целиот тој процес се најави во старт и како тој се водеше и како се заврши. Така да секое оставање на вакви значи по специфични случаеви, без тотална транспарентност, оставаат можност да некои елементи тие ги злоупотребат и ги искористат за своји интереси. И тоа мислам дека и се случува. Какви своји интереси? Видите, вие во една држава имате разноразни групи, имате поголема група на граѓани чиј интерес е добробита на државата, све да се одвива добро. И во секоја држава е тоа така. Имате групи кои подобро се снаоѓаат во тензични, застрашувачки ситуации, имате групи кои иницираат војни во светот, значи немате вие униформни граѓани кои сите мислат на доброто. Секоја група има своји разни интереси. Но во оваа група претпоставувам дека нема македонци. Па македонци, претпоставувам, може да има македонци муслимани, например, значи не е исклучено да има македонци, но верувам дека... Но значајно е велите муслимани. Да, да. Не се ли загрижени македонците за пресудата од случајот Монструм? Тука е проблемот кај нас што во случаеви кога постои сомнеш или бар некој промовира сомнеш дека процесот бил бајаст, значи фаќал страна, мнозинската заедница не реагира кон тоа евентуално неспроведување на законот. Во принцип, ако во една држава не се спроведуваат законите или законите не се спроведуваат еднакво кон сите, мнозинската заедница е таа која губи највише. Ако во Македонија не владее правото, не владее законот, повеќе македонци ќе страдаат од тоа него албанци, турци, роми и така натаму, затоа што бројчано се помали. Но кај нас целиот овој концепт е испреместен од осамостојувањето, така да кога год албанците имаат проблем со институциите, реагираат албанците. Кои имаат македонците, реагираат македонците, а не граѓаните во однос на функционирањето на институции. Не. Се работи за вештачка творба, вештачка држава креирана. Јас имам повеќе коментари, мислам дека е повеќе слојна ситуацијата во моментот. Прво, се согласувам, не можеме да коментираме што се случува додека се случува. Дури ќе го отвараме тоа прашање, но неколку работи се очигледни. Првата е дека сегашните протести не се само производ на пресудата, туку се напластени повеќе, условно речено, меѓуетнички проблеми, тензии и така натаму. Второ, дека очигледно пропадна обидот случајот да се представи како чисто правен случај. Значи, луѓето на терен не го доживуваат така, го доживуваат како етнички случај. Се разбира дека ова не е начин тој случај да се реши, ниту пак да се разрешат етничките состојби во државата, бидејќи најна неправда, ако одговорите со друга неправда, исто така не сте завршиле работа. Но политичките партии, очигледно, особено албанските партии, не си ја завршиле задачата. Ако оставаат на народот да се справува со судскиот систем. Тоа е мојот дополнителен коментар, а тоа е дека очигледно е дека политичките елити и граѓаните различно го третираат овој случај. Политичките елити и албански и македонски релативно имаа хомогени ставови по прашање дека овој случај не би требало да го третираме како етнички, дека убиец без разлика но не било така. Од која етничка припадност доаѓа, но очигледно е дека граѓаните го доживуваат на поинаков начин. Не го доживуваат како чисто правен
правен случај. Тука само да дополним, па тие не го чувствуваат како чисто правен баш поради некои сенки кои се појавија во целиот процес. Како бомбастично се најави, мислам кога се уапсија говорот на министерката, акцијата која ја спроведе МВР, начинот на целиот како обвинителството го водеше целиот овој процес, остави дамка за граѓаните тоа да не го примат као правен проблем, затоа што ја не сум слушнал никој да каже, дури кај протестантите, ако некој некого убил дека не треба да одговара. Значи тука не се спори монструозноста на самиот чин. Тоа за наши околности во Македонија, тоа е потрагичен настан, ние не сме имале вака индивидуален. Така да трагичноста на тој начин, на тој настан не се минимизира, туку изговор или целата ова реакција е на целиот процес, како тој се водел, како некој давал изјави така недобро промислени во моментот, како процесот се водел, говорот на обвинителката имаше големо влијание, бар според тоа што тие што протестираат го велат. А ова што денеска се случува, ќе треба да видиме како се инициирало, што е во секој случај и за балкански рамки не е нешто што не е видено во нашето опкружување. Можеме ми е малце така во Македонија подраматично тие работи ги земаме, но во Тирана, во Белград, во Софија, во Солун, во Атина, вакви работи се случуваат, а можеби и целиот систем не е спремен вакви работи добро да ги амортизира. Дори и политичките партии. И ја не би се согласил дека албанските политички партии тука не добро сработиле работата, затоа што, ви велам, за функционирањето на системот, повеќе интерес треба да имаат тие кои ја представуваат мнозинската заедница, а не мнозинската. Затоа што не може да вие да имате функционален систем каде што албанските партии ќе ги штитат интересите само на албанците. Тука треба сите да ги штитат интересите на сите. А дека тие не направиле доволно да ова атмосфера ја детензионираат, тоа е факт. Добро, зошто молчат сега во моментов, а и претходно политичките, особено албанските политички партии, зошто молча? Зошто не повика тие протести да бидат мирни? Видете, различна е реториката на албанските политички елити кон процесот Монструм од ова што го гледаме денес на терен. Тие релативно подолго време го третираат како чисто правен случај. И со своето однесување се надеваат дека така ќе го третираат и граѓаните. Проблемот е што тие едно зборат, а во основа поинаку се однесуваат и македонските и албанските политички партии во моментот. Вие кога ќе ви стане како се однесуваат поинаку? Значи, велат се е супер, но во основа целиот политички систем и дневно политичката реторика се базира на антагонизам кон другата етничка група. Така го градат рейтингот и македонските и албанските политички партии во моментот. Вие кога ќе го видите тоа, тешко е да очекувате дека кога една партија ќе повика дајте ми 62 пратеника, зошто? Само за да не може да ме оценува. Другата партија албанска со која однапред се знае дека ќе се коалицира да ме оценува. Тоа е една сосема специфична порака на терен. Да не забравиме дека нас ни помина цела 2001 без ниту еден инцидент во кафана, во ресторан. А сега имаме Ѓорче Петров, тепачки во автобуси, ево што се случува сега. Значи, преместен е фокусот на етничките односи од политичките елити кон луѓето на терен. Луѓето на терен сакаат заедничка визија за еднината, сега ги интересира економија, образование, подобар живот и така натаму, а не оној сет политички барања кои Хртскиот Ранкмоен договор ги адресираше и со кои политичките елити направија некакво уредување кое нив им одговара. Но граѓаните се заборавени. И затоа имате разлика во агендата на политичките елити и реториката на политичките елити и она што се случува на терен. Но судејќи според резултатите на изборите, овие политички партии за кои говориме, кои се победници постојано, тие победуваат всушност зошто граѓаните тогаш го даваат зеленото светло на овие партии, ако има дискрепанца помеѓу партиите и граѓаните. Видите, во ситуација на економска криза, граѓаните се поподложни на некои реторики. Тоа не сме ние ништо карактеристични за тоа. Вие и во Европска унија, во една Швајцарија, ако економијата паѓа, па веќе имате зголемени тензии помеѓу французи, италијани, германци, значи не е ништо тоа карактеристично. Луѓето секогаш се поподложни на таква реторика, што политичарите ја злоупотребуваат, секако се согласувам со. Во такви
економско кризни ситуации на убава реторика, затоа што он сења магла, не само магла, туку и пренесување на вината на другиот етникум. И тоа е стандарден вокабулар на политичарите во вакви ситуации. Тие тоа го користеле и по 91-а, но констелациите биле други и причините биле други. Но сега ситуацијата е, ми имаме дефокусирање. Ми имаме економска криза, луѓето имаат проблеми со банки, извршители и така натаму, а од друга страна се поподложни на вакви ситуации каде што виновникот е од другата страна и на пропагандна војна со други зборови. Не само тоа, граѓаните не ги гледаат политичките партии само што зборуваат, ги гледаат и што прават. Ви имате партии кои велат нашата коалиција функционира одлично, ама затоа преку ден едни градат црква, преку ноќ други ја рушат. Преку ден едни ставаат споменик, преку ноќ други го рушат. И тоа се во коалиција која функционира нормално. Луѓето тоа го гледаат, го доживуваат. Но не реагираат на избори, тоа говорам. Реагираат на улица. Само на улица, но и на избори. Што го поставува под прашање всушност изборниот процес е покомплексен. Самиот изборен процес. Сепак покомплексен е изборниот процес. На крајот на краиштата луѓето можат да доживеат дека без оглед на тоа што не се поклопуваат целосно со агендата на моменталната политичка партија, таа е во ситуација да испрача најголем дел од барањата кои еден етникум, во случајот ако разговараме за етничка агенда, ги има. И тоа не мора да значи дека таа поддршка е трајна или безусловна. Добро, сега е момент, деновиве се случува, односно еден месец се слави Рамазан. Има ли некакво влијание во овие протести токму овој верски празник врз расположението на луѓето, тие се истоштени, гладни? Па се пак ти кажам, не знам што се случувало и како се случувало денеска. Нели велат дека духовно се провдаховени со овој празник? Како тоа, не е во корелација со оваа агресија? Не, може ли да објасните? Не знам ја каква агресија се случувала прво. Така да не можам да коментирам. Добро, кажав дека се 20 повредени полицајци, не е мала. Ама тоа, ја не знам како се започнало сега, вие некогаш се брани, не би сакал да влезам во оправдување на некоја страна или неоправдување. Во секој случај, во тој дуел, полицијата е професионалната страна, нели? И треба професионално да ги амортизира тие евентуални можни повреди. Тоа не е кај нас. Вие затоа имате посебна полиција за нереди, имате посебна полиција за граница, за обраќање и така натаму. Така да не можам ја да преодисирам како тоа се случило. Во секој случај да има повредени луѓе, па и полицајци не е добро. Сакам да ви кажам дека тоа што се случува во петок е од чисто логистички причини, затоа што во петок е денот на дневната молитва и повеќе луѓе се собираат во верските објекти. И било кој што организира протести, ќе ви каже дека вие барате начини како да поголема група ја анимирате да ви се придружи. Не верувам ја дека и при повикот на протести некој ги повикувал ајде дојде да правиме нереди. Сигурно ги повикувале да прават. Спонтано ли се прават нереди? Па сега не сум експерт за нереди, но во секој случај не знам како сето тоа започнало. Знам дека имало шок бомби, имало така димни бомби, не е тоа ништо драматично. А пак ви велам, во однос на протести кои се случувале во нашиот регион, овие не се најдраматичните. Ние сме имале по-драматични протести у Тирана, Приштина, Софија, Атина, Белград. Да. Така да не е ништо со што би можеле ние на регионалниот пазар да излеземе кажеме види што се случува кај нас. Мене ми е жал што така морам да го коментирам, но во секој случај не е пријатна случка и секако треба да се воздржат од такви случувања, но протести се случуваат и ќе се случуваат, не е ништо тоа. Да, интересно е, 24 декември, еве господин Муслиев вели протести се случувале. 24 декември, ако направиме споредба со овој вид на протест, што покажува што вели за македонците? Можете ли да објасните зошто кога станува збор за протести на македонците, тие се не баре во папучи или се луѓето на халкидики некаде одмараат, додека албанците, лошо е можеби да генерализирам, но сепак излегуваат на улица и ги доставуваат, ги испорачуваат своите барања. Видете, точно е, не може да се генерализира, мислам дека протестите на 24-ти со овие протести не може директно да се споредат, бидејќи сепак на 24-ти, односно на 25-ти утредната кога се случија главните протести, да не заборавиме дека имавме од другата страна едно 10.000
контрапротестанти, каде што народот требаше да се соочи со народ. Не беше само народ со полиција. Точно е дека овие протести можеби изгледаат помотивирани, похомогени од другите и можеби е тоа дел на некаква политичка тактика. Или политичка култура, можеби. Или политичка култура на една подиректен ангажман во во своите права и слободи како граѓани и еден попасивен поглед кон тоа. Веќе тогаш ми правил некаква психоанализа на етникумите, мислам дека не е податлива за овој случај, но барем покажува две работи. Првото е дека сепак пресудата се доживува етнички и покрај сите обиди на политичките елити. И второ, дека не успеа државниот апарат, без оглед на тоа дали се работи за етнички или не случај, да обезбеди доверба во правниот систем, во правната постапка. Вие кога имате вакви, условно речено шкакливи процеси, мора да внимавате двојно, а не да го поминете тоа така паушално како што во случајот помина. Така што јас мислам дека кога би се работело и кога би била обратна ситуацијата, кога би се работело за некои македонци кои низ ваква постапка би биле осудени на доживотен затвор, дека би имале право да се бунат за веродостојност и довербата во судскиот систем. Се разбира дека на тоа се напластени и некакви етнички тензии, и некаква претходна популистичко-антагонистичка реторика, и на крајот тоа завршува една непријатна сцена која секако не е начин да се справите со правниот систем. Значи не е начин да се побуните за пресуда така што ти го искршите судот. Да. Но таква не е ситуацијата, ние живееме во моментот во такво општество, кај што двата главни етникума имаат диаметрално, не во финеси, туку диаметрално спротивставени ставови за тоа каде сакаат да се видат за 5 години. Добро. Господин Атарсовски вели ова не е начин. Дали граѓаните Тетово и Гостивар го увидоа ова, дека ова не е начин како да се организираат протести и со насилство да се одговори? И токму заради тоа се мирни денеска? Види, прво, не можам да преодицирам ја дека они биле повикани на насилни протести. Значи, треба целото тоа. Не велам дека биле повикани. Може би спонтано би се организирале. Од луѓето таму кои отишле затоа што некој ги повикал на мирни протести да искажат револт кон целиот тој процес, пак ти велам. Значи, тука никој, не верувам дека никој нормален би можел да се буни да убиците одговараат за тоа што го сториме. Но се створи привид дека тука нешто не штима. И целата причина на ова што случува е тоа. А во Гостивар, во Тетово, ја не мислам дека немаше ни повик за организирани протести. Во Гостивар ба живеам, таму не слушнам дека некој го повикна да и секако и локацијата. Зошто тоа ве прашам, зарем не ги погаѓали фактот луѓето? Тука се работат и семејствата и личните интереси, тука верувам дека тие што ги гледавме по медиуми беа лично засегнати преку нивните семејства. Може тоа била дополнителна мотивација да протестите почнат во Скопје да не се Се говори организираат дека има 5000 луѓе на овие протести. Проценките се... Да, не е тоа некоја огромна бројка што не е тешко да се постигне. Имало протести со поголеми бројки. Така, но не верувам дека некој нив ги повикал на насилни протести. И треба да видиме како тоа насилство почнало таму. Да. Ако некој индивидуалец, помала група, тоа го генерира, за тоа треба да се повика на одговорност. Ако непрофесионално се однесува кон нив, и некој друг треба да се повика на одговорност. Но во секој случај тоа што се случува не е добро да се случува и се надевам дека и политичките елити ќе излезат со повик ова да не се случува. Во моментов премиерот Груевски е некаде во можеби Кореја или претходно беше во Јапонија. Очекувате ли од него да се огласи или да дојде? Можеби. Секако очекувам од политичките партии кои се во власта да повикаат на смирување на тензиите, мислам дека тоа ќе се случи. И не верувам дека тоа ќе се случи некаква посериозна ескалација по етнички линии. Мислам дека сепак е ова израз на револт. Ќе спласне за еден ден, ќе заврши. За еден или за 2 дена, да видиме се што ќе се развие од таму, како ќе се развие состојбата денес, како полицијата ќе се справи со демонстрантите и така натаму и така натаму. На крајот, изразот на револт се разбира не насилно, но на еден демократски начин воопшто не пречи
државниот апарат сам по себе никогаш нема да ви обезбеди по сопствено наоѓање слободи и права. Секогаш оставен сам на себе има тенденција да чепне од тие слободи и права таму каде што граѓанскиот сектор не ги брани. Така што ваквиот израз на револт е добар за да покаже кон политичарите дека не е се дозволено, дека загрозувањето на правниот систем, на системот на демократија и така натаму, носи последици кои се реперкуират на терен. Се разбира не со тепање полицајци, не со водени топови, не со шок бомби, не со насилство, но како израз на автентичен револт. Така го доживувам изразот на револт на новинарите за ситуацијата со Кежаровски и така натаму. Тоа е еден нормален процес во едно општество. На тоа кој ќе му напластите траен тлеечки антагонизам помеѓу двата етникума, фактот што се замислуваат поинаку едните во ЕУ, НАТО, едните со заштитено име и со јадење корења во наредните 5 години, добивате ситуација во која однапред е предодредено да не биде мирна. И со трајни последици, претпоставувам. Прво, ја не верувам дека ова ќе остави екстра некои трајни последици, освен на личностите кои се персонално, нели, тангирани од тоа. Не говориме за ова кога велите за денешниот ден, се разбира. Па види, тие последици, тие се натоложуваат веќе со години. Од овој антагонизам, од неадекватното однесување од реториката, тие се натоложуваат. И тие може да доведат до трајни последици. Тоа не е. На тоа мислам. Затоа ние ги повикуваме нив на поодговорно однесување, затоа што некои таложења, ако се зголема толку многу, ќе бидат иреверзибилни сите тие процеси. И не можете вие да имате функционална држава ако имате два етникума кои трајно имаат различни визии за иднината на државата, затоа што просто тоа нема да биде функционално. Но во тие два етникума владеат две политички партии, македонска и албанска, веќе предолго време, за да бидат, а не се казнати при тоа од граѓаните. Политичките партии како политички елити се бават со агендата на луѓето на еден езотеричен начин. Тие велат, нашата цел е НАТО и ЕУ, затоа што е така принципиелно и идеолошки правилно. Ете, луѓето сакаат во ЕУ НАТО затоа што тоа директно значи повисока плата, подобра економија, подобро образование, владење на право, здравство и така натаму. И веќе трпението на граѓаните им се губи, чекајќи ги политичките елити од принципиелни и езотерични причини да се спуштат на терен и да сватат што тоа значи за локалните граѓани. На пример, да не звучам како адвокат на албанците во Македонија, но албанците во Македонија пред 10 години беа 10 копја подобри од нивните соседи во Косово и во Албанија, сега талкаат зад нив. И Косово и Албанија најверојатно ќе создадат предуслови да го подобрат својот живот на своите граѓани пред албанците во Македонија. И тој е директен производ на нашата неуместност да ги решиме внатрешните политички основи, барем на за некаква заедничка визија за еднината на државата. Добро, но и граѓаните да препознаат друга политичка партија или опција и веројатно не постои во моментов во албанскиот политички блок. Никој во целиот овој процес не е амнестиран. Вие, јас, граѓаните, сите ние сме врзани во еден ист проект. Тој проект е подобрување на животниот стандард. Остваруваме 24. Да. Но во секој случај сите сме поврзани тука и никој не може да се амнестира од својот дел на вината. Крајно време е да почнеме да размислуваме за тоа што ќе се случува ако сегашниот антагонизам остане на среден рок. Да речеме наредните 3, 4, 5 години. И ние сме заглавени во своите етнички гетоа, во секое етничко гето дневната агенда е сосема различна, и тие две се некомпатибилни. Секои народни протести ќе бидат само надградени и проширени, и тие тензии не верувам дека ќе сплатнат се додека не најдеме некаков заеднички јазик за реалните прашања. Може би решението е техничката влада на СДСМ која го предлага. Видете, техничка влада и целосна промена на власта. Техничката влада во моментот не е прашање кое ги тангира овие етнички прашања на таков директен начин. Мислам дека вон техничка влада која може да се случи сега, може да се случи пред избори, може да се случи во некој нареден период, потребно е политичките лидери да го воведат повторно процесот на договарање на заеднички визии. Лидерски средби, заеднички меморандуми, активен политички диалог. Груевски и Заев се сретна и при тоа претходниот ден беа на суд каде што Груевски го тужи Заев за клевета. Повторно се тоа средби во рамки на едно етничко гето. Ние немаме
средби кои договараат заедничка политичка агенда со другиот етник. Мислам дека идеална ситуација би била кога би успеале македонските политички партии да направат предизборна коалиција со своите албански партии да настапат со заедничка платформа. Но се додека тоа Сега се обиде со Дуина беше тоа не се случи. Ние имаме влада која по втор пат од осамостојавањето креира привид дека има заедничка програма. Од 90-та година до 2011 имавме влади кои влагаа со две програми. Значи не се труда и во тој аспект. Јас се согласувам, овде нема заедничка визија, затоа што добитниците добиваат со визии кои не се исти. И после влегуваат у коалиција, прават влада, прават заедничка програма, што е за мене добар чекор, значи не е лош чекор, но во секој случај заедничката визија не ја нудат. И таа заедничка визија не може да падне од Марс, таа треба да иде предмет на дебата, да видиме кај ние сакаме као општество да се движиме. Затоа што имаме два етникума кои реално преку своето гласање и поддршката на тие политички елити ни даваат различни пораки. Пораки кои не може во смисла на проекти, автопатишта, тие може и да се приближат, но во смисла на заедничка визија за државата, тука не гледам ја некое приближување, па не гледам ни напори тоа да се стори. Ако тоа не се стори, зголемувањето на поддршката на етничките партии од својот етникум е зауставување јазот помеѓу нив. И ако нешто такво немаме, па тоа граѓаните преку избори да го поддржат или да го одбијат, ние не може да збориме за заедничка визија. Ние може да збориме, пак ти велам, и заедничката програма на владата е за мене исчекор. Ама немаме заедничка визија. Добро, јас благодарам што бевте. Благодарам.